Благодарам, председателка. Почитувам представник на Државниот совет за превенција со детското престапништво, почитувани гости, почитувани колеги пратеници. Денес го разгледуваме извештајот на Советот на детското престапништво за 2021 година. Овој извештај, како што ве слушнавме вас, представниче, дава преглед за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво во Република Македонија за 2021 година. Го разгледав внимателно, гледам дека е обемен, изобилува со бројни податоци кои се поврзани со остварување на правата на децата и нивната заштита и реализираните превентивни мерки од страна на институциите. Исто така извештајот содржи објаснување за работата на Државниот совет, како и решенијата кои треба да ја подобрат работата секако на Советот. Во претходните извештаи за 2019 година и 2020 паметам дека беше констатирано дека голем број и голем дел од општините, иако имаат законска обврска, дури и казнена одредба, да формираат општински совети, но истите, еве и денес дознавме дека се уште не се формирани. Во овој извештај повторно е констатирано дека истата состојба, Државниот совет ја констатира дека продолжува да инсистира општински совети да бидат формирани, меѓутоа се уште гледаме дека нема. Па затоа прашувам на кој начин Државниот совет реагира и влијае на општините. Не е јасно зошто веќе еве трета година сме пратеници во собранието, се уште овој проблем постои и се констатира во трите извештаи и за 2019 и за 2020, еве и во овој за 2021 година. Дали Државниот совет, еве како прашање, ги знае причините за неформирање на овие општински совети, затоа што овие општински совети се од особено значење и би требало да работат на ниво на општината, секако во корелација со центрите за социјална работа, затоа што тие на еден начин се не се лица во униформа, како што се, например, лицата во полициска станица. Затоа што децата поинаку реагираат на лица во униформа, а поинаку на лица во цивилна облека. Понатаму, во извештајот стои дека е започнат процес околу подготовка на нова стратегија за превенција на детско престапништво за следен 5-годишен период 2021 и 2025. Меѓутоа на веб страната таква стратегија не постои. Туку стои дека Советот има донесена национална стратегија за превенција и правда за деца 2022-2027 година и акцијски план 2022-2023 година. Може би, доколку овој годишен извештај го добивавме на почетокот на 2022, ќе ги знаевме и овие промени, но како што гледаме ги добивме сега пред крај на оваа година. Од извештаите на Државниот совет за претходните години 2019 и 2020 година, претходно, а и сега забележав дека има постојан тренд на зголемување на процентот на деца во ризик во однос на претходната година. Така 2021 бележи тренд на зголемување од 18% во однос на 2020 и за 7% во однос на 2019 година. А во извештајот во 2019 година имаше зголемување исто така за 20% во однос на извештајот од 2018 година. Овие податоци навистина се загрижувачки. Забележено е зголемување на повикани деца во полициска станица и тоа за 171 дете или за 20% повеќе во однос на 2020 година. Во 2021 година центрите за социјална работа идентификувале најголем број деца жртви. Почитувани колеги, деца жртви насекаде гледаме, особено овде во главниот град Скопје. Пред да станам пратеник, мислам дека знаете, работев во Центарот за социјална работа во Гевгелија. Како вработени постојано имавме и работевме како тим кој излегувавме на терен и
одевме, значи, ги прибиравме тие деца, не дозволувавме да продолжи ова питачење, затоа што сметаме дека на таков начин ќе ги одвикнеме од овој начин. Меѓутоа, што се случува сега, некако не гледам дека ова постапка продолжи и овие години, затоа што во Скопје, на влезот во градот, на главните сообраќајни раскрсници, секојдневно има малолетни деца кои стојат на патот, питачат, продават некои украси, балони, го ризикуваат едноставно својот живот. Овие деца секако знаеме дека се жртви, некој ги злоупотребува, но денови врват, еве години врват, 3-та година сум веќе пратеник, не гледам некое придвижување од страна на институциите, затоа што децата се уште се на сообраќајниците. Каква слика најпрво оставаме пред луѓето кои влегуваат, пред гостите кои влегуваат во главниот град, а не пак пред високите представници кои што ни доаѓаат од Европската Унија. Добро е тоа што од извештајот се дознава дека во полициските станици, како што рече и колешката Ванчева, дека има 7 соби каде што се посебни издвоени за разговор со деца. Се надевам дека во иднина овој број на овие соби ќе се зголеми. Загрижува фактот што правото на бранител во полиција го оствариле само 424 деца, односно 41% од повиканите, што представува намалување за 17% во однос на 2020 година. Исто така треба да се знае дека кога се повикува малолетно лице или дете на распит во полициска станица, не само што има право на бранител, туку задолжително со него треба да има и представник од Центарот за социјална работа. Центрите за социјална работа располагаат со стручни тимови кои се оспособени за оваа работа и сметам дека задолжително треба да бидат повикани кога се распитува дете во полициска станица и без представник не треба никако да се впуштаат полициските службеници во распит на дете. Исто така позитивно во извештајот е што се применети мерки за помош и заштита кон 1384 деца, односно кон 63% од деца од ризик. Тоа значи дека во однос на 2020 година за 21% повеќе се примениле мерки за помош и заштита на децата. Како препораки, еве ги наведовте и вие во извештајот, формирање на општински совети за превенција, за кои сметам дека и јас треба да направите некој поголем притисок од ваша страна врз општините, затоа што веќе 3 извештаи помина кога ги разгледувавме, а тие општински совети се уште не се формирани. Унапредување на системот за прибирање и обработка на податоци во сите надлежни институции секако дека е од големо значење, а обуки сметам дека се одржуваат и редовно за децата жртви. Мислам дека се обучуваат сите представници и во институциите и во центрите за социјална работа. И измени во Законот за правда на децата со цел пропишување на постапка за посредување во случај на сторен прекршок. Значи, како што реков, да беше доставен извештајот на почетокот на годината, може би ние како пратеници ќе издействувавме еве да се направи промена на овој Закон за правда на децата. Почитувани присутни, за првата препорака веќе постави прашање за општинските совети, а за третата препорака исто така се надевам дека за Законот за правда на деца се надевам дека до година ќе направиме, ќе иницираме ние пратениците и од власта и од опозицијата да направиме промени, штом сте така битни овие промени во Законот за правда на децата. Што е тука е, препорачувам да ја продолжите вашата мисија, да го превенирате детското престапништво, следете го спроведувањето на законската регулатива за заштита на децата и следете ја работата на специјализираните институции за децата. Како што рековте, поправниот дом за деца, мислам дека во Тетово и во Велес, мислам дека имаше, не сум сигурна дали уште постои.
Следете ги институциите и контролирајте дали тие соработуваат. Мислам на најзасегнатите институции, како што се полициските станици, центрите за социјална работа, училиштата и општините. Наметнете се со својата работа на другите институции и барајте повратни информации и дела од нив. Затоа што деца се помалку имаме, и ако бројката на деца во ризик ни се зголемува од година во година, замислете каде тоа може да не однесе и нас и нашата држава. На крај, покрај прашањето за општинските совети, имам прашање и за тоа дали се уште изработувате прашалници за училиштата, затоа што во претходниот извештај ми се чини за 2019 година беше нотирано дека вие како Завод за детско престапништво изготвувате прашалници и ги доставувате во училиштата со цел да увидите кои се причините, нели, каде децата се одлучуваат на такво престапништво. Дали продолжуваат, значи ова прашање го поставувам затоа што очигледно дека насилството и булингот се особено застапени во училиштата. Ми се чини дека пред некое време имавме и жртва во средно училиште како резултат на насилство и булинг во училиштето. А исто така, еве овде во собранието имаме импровизирана дебата на мој став и често тема на разговор на учениците од средните училиште е токму насилството и булингот. Толку имав од моја страна, апелирам, значи, поголема контрола од ваша страна врз институциите и до година во првиот квартал барем да ни го доставите извештајот за 2021 година. За 2022 се извинувам. Благодарам. Благодарам.